Градоначалникот Орце Ѓоргиевски изврши увид на улицата Козијак, каде што на 400 квадратни метри се обезбедуваат нови 25 паркинг места. Со ова, бројот на новоизградени паркинг места за овие 2,5 години се искачува на 1400. Просторот се протека на речиси 400 квадратни мерки, поплочен е со павер елементи и ќе придонесе за безбедност и удобноста на сообраќајот во мирување. Во СВР Скопје било пријавено дека во село Ржаничино Скопско трактор со скопски регистарски ознаки управуван од 50 годишник удрил во пешак од истото село. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила жената, констатирани во комплексот клиника Мајка Тереза во Скопје. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје. Во СВР Скопје, 75 годишник од Скопје, пријавил дека на 3.5.2024 година, околу 10 часот наутро, на паркинг простор на улица Радишанска во Скопје, бил удрен од патничко возило Opel Corsa, пошто возачот го напуштил местото. Според пријавеното, на 7.5.2024 година, тој отишел на преглед во градската општа болница Свети Наум Охридски, каде му биле констатирани тешки телесни повреди. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, соопштија од полицијата. Минатата година популарната седмица, во чија сопственост е повеќе сендвичари и еден ресторан, направила профит од 1 милион евра и продала сендвичи за дури 5 милиони евра. Фасцинантни резултати се редовна појава во работењето на фестфуд седмица. Тие одлично работели во 2022 година, кога направиле промет од 4,3 милиони евра и профит од над 730.000 евра. Според истакнатото мени, најпознатиот хамбургер со плескавица чини 220 денари, а со пилешко е 240. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја